Тој новинар, за да може да биде концентриран и да биде посветен на работата и да се занимава со високо профилирана корупција и криминал, мора да биде економски стабилен, односно мора неговата екзистенција да е задоволена. Ако ние имаме новинар кој мора да работи уште 3 работи, тој не е концентриран, не е посветен, подлежен на манипулации, влијание и подкуп, нешто што најмногу стравуваме. Ако имаме од државата или од други интересни групи финансиски упад, влијание во медиумот, тогаш тој медиум е подлежен на корупција и пак немаме слободен медиум. Значи мора да имаме и самиот медиум да е ослободен од влијание и самиот поединец да е ослободен од внимание, за да зборуваме за некакво си новинарство. Се повеќе колеги напуштаат оваа професија, бидејќи оние кои поседуваат медиуми тешко доаѓаат до ова сознание дека не постои вазална врска, не заборават дека новинарството има квалитет, а тој квалитет има цена. Од 698 опишани работни позиции, односно луѓе кои работат во онлайн просторот во Македонија, само 39,1 ги уживаат полноправата од Законот за работни односи, односно се пријавени на полно работно време. Останатите се хонорарци. И она што не загрижува е дека имаме поголем број на онлайн медиуми од вкупен број на вработени, што укажува и на податокот, доаѓаме до констатацијата и податокот дека многу од нашите колеги работат на повеќе позиции, односно најтешката форма на прекаријат не се случува точно токму во онлайн просторот, а едно заедничко за сите вработени во нашата професија е дека бележиме плати пониски од државниот просек. Секаде да го видиме регионот, во Косово платите веќе надминуваат над 1500 евра за медиумските работници. Да не одиме понатак. Во Албанија, Србија, Грција, земји кои не се од Европската унија. Значи, ние во регионот имаме 1,5 пат пониски плати на медиумските работници. Така што веќе размислуваме да предложиме законски измени за стимулирање на растот во платите, односно ослободување при раст на платата до одредена сума од персоналниот данок. Понатака Законот за медиуми ќе претрпи измени, можем да наговестам од сега. Ќе има и таму интервенции каде што ќе ослободуваме уредувачката политика од влијанието на сопствеништвото и нешто ако сакаме за секогаш да ги поставиме работите на здрави нозе, тоа се колективните договори. Влегуваме во процес на изработка на колективен договор, кој ќе го понудиме прецена оние кои подлежат на лиценци, а тоа се националните приватните телевизии, локалните, регионалните. Во колективниот договор можеме ги пропишеме условите за хабитатот на работникот, односно добриот амбиент, преку плати и унапредување во професијата.